Пред околу 15 години се наđe за поубав живот, Халима се запознава со својот сопруг. За жал, од 5 деца едно име со посебни потреби кои им прави навистина многу проблеми. Денес живеат тешко, работи само сопругот, не постојана работа и затоа замолува за помош. Добар ден. Халима? Оливера? Здраво. Што се случува? Не повикавте? Повикам за девојка. Имате проблем? Имате 5 деца? Да, имам 5 деца. Пуштате. Имам 5 деца. Може би понекогаш на работа, понекогаш не. Не, дојди мене. Што се случува во вашиот дом? Со какви проблеми се соочувате? Со девојче повеќе проблеми се случува. Со децата така. Имате 5 деца? 5 деца. За жал едното е со посебни потреби. Да, со посебни Што му е диагнозата? Што се случува со него? епилепсијата. Има епилепсија и оштетување на мозокот. Да. Поради кое што е? Бегање, мисли, наоди и тоа. Вие работите? Не, Не работам домачка. А сопругот има ли? Сопругот, како, понекогаш ќе оде месец, 2-3 пати, неделја толку. Не работам, тој не пријавен. Куќава вие ли ја направивте? Не, хуманитарни народ ми помогна куќа. За девојчето. Да ви Тоа ви повикав, ако успеете, ако сакате, помош некаква, хуманитарна да ни помогнете. Каква помош за девојчето? За лекување, здравствено. За лекување, лекар некако да се најде, успее. Немате ли средства за да однесете на лекар? Не. Немате ниту тоа? Не. Сигурно би биле најсрекни да може да и се ублажи барем ситуацијата. Да. Повеќе би било посрекна да се најде чаре, да се најде шанса да се излечи, да биде како нормал, како другите, тоа повеќе сакам, ништо друго не сакам. Тоа е. А какво однесување има? Што им прави на другите деца? Ки гушка, ги мери само повеќе на малекото. Нервозна е, кога се нервира, видовте што направи. Се нервира, се тепа. Ја носевте на доктор? Да, ја носеме и ми рекла психијатриска да ја не однесам, не можам да однесам. Во училиште не ја носите на некои вежби? На вежби не ја носам. Порано одеше 2 година денова, сега не оди домашно. Порано ја носив неделя, 4 пати ја носив, сега ова година не. Домашно. Цртање, боење, сликање. Таа е да видиме што ви направила хуманитарната организација. Слободно се на близко. Таа една плата што не секогаш ја заработува сопругот, ви стигнува ли за целиот месец, Халима? Не. Не? Ова е едната детска соба? Ова е исто вамова. Како поминувате тогаш ако не ви стигнува? Па некако ќе се трпиме. Ќе се позајмиме. Се останувале ли без храна, Халима? Да. И тоа се случува? Да. А што ви бараат децата најчесто? Сака да ја. Сака да јадат? Некојаш сама си мислам што да им дадам. Деката. Не. Добро, сад. Вака е постојано, секој ден, секој миг, од станување до легнување. Да. Депресивна, агресивна. Еве што му. Мајде дома. Вако. Тоа е добро. Преку треви и трња дојдовме
приближно до шупата во која што живее Диме Весков, човек кој што одамна ја знаеме неговата ситуација, меѓутоа не можевме да дојдеме до контакт. Веќе конечно пристигнавме и денеска сакаме да ве запознаеме како живее тешко со змии, со глувци во импровизирана шупа. Здраво, Добар ден. добар ден. Оливера, срце на Бланка. Јас се викам Тим. Сигурно не знаете за нашиот проект со оглед на условите во кои живеете. Немате струја, Не, ништо. телевизија, како Немам изгледа не телевизија. знаете. Не видам. Не сте гледале Не, за години. не. Што ви се случува во животот? Како дојдовте? Ми кажува дека живеете бездомно, односно во импровизирана куќа, шупа. Па имав ја прво стан, ама брат ми го продаде и требаше да живеам со него, ама рече ке не чува, ама џабе. А од каде сте? Од каде ви е потекло? Не, од Ченто, Сингелич? да, од таму. Од тука, ова е патеката по Да, која може потека да да, отидеме. да. Само Веројатно па- нема да паднеме, а? Ти треба да се пазиш. Да не се лизнете. Тебе ти се случило ли да паднеш? Да, с некого има да. Некога има. Да, вака не. И некош и вака, ама Во киси па. какви услови живееш, Тони? Па да ти кажам право, никако. Во ова шупа тука спијам. Во шупова спијам тука, со глупци и со змии. Со глупци и со змии? Да. Па не се плашиш, не? Не, не. Ги ранам јас со нив живеам. Да. 7 години скоро тука. А како, работиш ли некаде? Приватно. Кај ќе ме викнат? Под дрва сечење со секи раз. 250 денари кубик дрва. Но Сеќаме, тоа да. го немаш како врска секој ден. Го нема, да. Во Го нема. деновите кога не остваруваш приход, како добиваш храна? Па од луѓе барам храна од вака од пријатели. Не се срамиш? Не. Маката те натерала тоа да го Да, работиш, да. тоа да го правиш. Не е срамота да бараш. Некаш камиончите ми даваат овие, ми оставаат на жица, ми на ограда тука. Вака некаш шишња вода ми оставаат некаш тука. И од нив живеам некаш од другари вака манаци. Ги помогнат, ако Долги не. години немаше ниту документи, лична карта, Ништо, извод? ништо. Ми извади еден дечко, Маријан се вика тој, у градски работи, он ми ги извади све. Документите, и извади и лична карта све. Однутре веќе да се пријавиш за социјална помош, Да. Ама треба да ја заверам книжката, најважно ми. книжката да ја завериш. Да рече. Ако немам книжка џабе, не може да се Кога лечи. ќе се разболиш, како се лечиш? Никако. До сега не сум се разболел, фала Богу. Господ те чува. Да. Да. Најважно. Меѓутоа немаш забив Нема, да. Ниједен зап нема. и веројатно тоа ти е дополнителна мака. Не можеш да јадеш, не можеш ништо. Сигурно би Да. присреќен да Да имам, да. ги направиш Да. забите. Да. Ова е Ова е- шупата ова е или колиба. твојот замок, колибата. Као куќа. Куќа. Сам ли Куќа, ја да. правеше или постоеше ова? Не, постоеш. Постоеш. Прво бил еден газа, друг па тој починал, тој Драги се викал. И после јас Кој ти ја... каже за оваа градба? Луѓе, пријатели. Видиш внатре има глувци. Да, да, тука спијам, Јас би се плашала искрено. тука спијам, тука јадам, тука све. Тука спиеш, Да. тука јадеш, во темница. Да. Кога е Со- зима? Со свеќи. Кога е зима, се покривам со кевиња, спијам да не ми е ладно и така. Не знаеш што е грејење, Не. а одржување хигиена? Хигиена, само у буре се бањам, кога грее сонце, зимно време не се бања. Не може да се избања. Некојаш, ако начекам негде да ме викнат некој да се избањаш, инаку вака нема да се пушти никој. Да. Нема грејење, нема ништо. Си бил ли без храна, Тони? Сум бил, да. И по 2 дена без храна. И по 2 дена? Да. Тогаш како поминуваш со тие Никако. со... Се снаоѓаш, бараш. Е, па, сега, крикери, не крикери, тоа мора да издржиш. Ова е дел од просторот. Да, кај каде што си садам патижан, пиперки, кромиче А некој кој си ви ги садам. дава коренчињата за Па од пазарче, пазар? овие што продават Гледам пазарджиите. и орав, тука орав. Ореви, да, има ореви, има дуња, има јабуки. Веројатно кога ќе бидат Оревите и Стасани. некош од нив живеам, да. Ги продавам и да прехранам, да се прехраним. Ако не се они, не можеш ни зимоска да едеш. сигурно имаш безброј желби, но која би ти била најголемата? Желото да имам да јадам и да се избањам. Најголемата жела тоа ми. И облека да имам, тоа. Кога би имал некоја посериозна работа од која што би вадил Би работ, месечен приход? би работ, Би работ. би работ, да. Да има редовна плата, би работ, секој. Да. Не ја бирам работата никош. Што ќе ми дадат тоа ќе работам.
Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Срце на дланка. Емисија од хуман карактер која што се обидува да им помогне на луѓето од социјален ризик и луѓе кои што живеат тешко, луѓе кои што собираат пари за да се извлечат од некоја сериозна болест или едноставно луѓе кои што сакаат да го променат својот живот и да живеат подобро. Се смета дека некогаш многу повеќе ќе ни помогнат луѓе кои што идва и ги познаваме за разлика од оние луѓе за кои мислиме дека и животот би го дале за нас. Барем мене тоа ми се покажало навистина во многу наврати, а верувам дека и вие го делите моето мислење. Денес одиме кај две семејства кои навистина тешко живеат. Ајде за кратко да ве запознаеме со нивните животни проблеми. Со екипата на Срце на дланка бивме во Драчево, во домот на Халиме, која што живее навистина многу тешко и која што со своите деца, посебно со едното кое со посебни потреби, има навистина многу голема мака. Се обидува да изнајде решение за да ја диагностицира нејзината болест, но да ја помогне да биде како останатите деца. Се разбира, тука е и помошта во храна која што име и како добре дојдена. Ајде да ве запознаеме со ова семејство. Најголема желба на секој родител е здраво и среќно поколение. Од 5 деца, за жал, Халима има една голема болка со која легнува и се буди. Болеста на една од незините ќерки. Таа од мала имала напади од епилепсија при кои родителите не знаеле дали е живо или мртво детето, а подоцна станува хиперактивна, агресивна и често бега од дома, а потоа не знае да се врати назад. Хумана група на граѓани од жал за состојбата на ова семејство пред 2 години им градат куќа зашто претходно живееле во една соба. Поради специфичната ситуација на детето, Халима не смее да се вработи. Живеат од несигурна работа на сопругот кој носи приход колку да се прехранат половина од месецот. Најтешка е помисната за еднината, што ќе биде со незината болна ќерка откако нивке ги нема. Затоа, освен што посакува да им обезбеди убав живот на своите деца и да имаат се што ќе посакаат, таа има и една најголема желба да пронајде средства за да може да ја открие диагнозата на болната ќерка, за да може да и се смират нападите и таа да биде како другите деца. Пред околу 15 години се надеж за поубав живот, Халима се запознава со својот сопруг. За жал, од 5 деца едно име со посебни потреби кои им прави навистина многу проблеми. Денес живеат тешко, работи само сопругот, не е постојана работа и затоа замолува за помош. Добар ден. Халима? Оливера. Здраво. Што се случува? Не повикавте? Повикав за девојка. Имате проблем? Имате 5 деца? Да, имам 5 деца. Пуштате. Имам 5 деца. Може би понекогаш на работа, понекогаш не. Не, дојди мене. Што се случува во вашиот дом? Со какви проблеми се соочувате? Со девојче повеќе проблеми се случува. Со децата тука. Имате 5 деца? 5 деца. За жал едното е со посебни потреби. Да, со посебни Што му е диагнозата? Што се случува со него? епилепсијата. Има епилепсија и оштетување на мозокот. Да. Поради кое што е бегање, мисли, наоди и тоа. Вие работите не Не работена, домачка. А сопругот има ли? Сопругот, како, понекогаш ќе оде месец, 2-3 пати, неделја толку. Не вработен, тој не пријавен. Куќава вие ли ја направивте? Не, хуманитарни народ ми помогна куќа. За девојчето. Да ви Затоа ви повикав, ако успеете, ако сакате, помош некаква, хуманитарна да ни помогнете. Каква помош за девојчето? За лекување, здравствено. За лекување, лекар некако да се најде, успее. Немате ли средства за да однесете на лекар? Не. Немате ниту тоа? Не. Сигурно би биле најсрекни да може да и се ублажи барем ситуацијата. Да. Повеќе би било посрекна да се најде чаре, да се најде шанса да се излечи,
Да биде како нормално, како другите, тоа повеќе сакам, ништо друго не сакам. Тоа е. А какво однесување има? Што им прави на другите деца? Ги гушка, ги мери само повеќе на малекото. Нервозна е, кога се нервира, видовте што направи. Се нервира, се тепа. Ја носевте на доктор? Да, ја носеме и ми рекла психијатриска да ја однесам, не можам да однесам така. Во училиште не ја носите на некои вежби? На вежби не ја носам. Порано одеше 2 година денова, сега не оди домашно. Порано ја носив недела, 4 пати ја носив, сега оваа година не. Домашно. Цртање, боење, сликање. Може ли да видиме што би направила хуманитарната организација? Слободно се ми влезте. Таа една плата што не секогаш ја заработува сопругот, ви стигнува ли за целиот месец, Халима? Не. Не? Ова е едната детска соба? Ова е исто вамова. Како поминувате тогаш ако не ви стигнува? Па некако ќе се трпиме. Ќе се позајмиме. Се останувале ли без храна, Халима? Да. И тоа се случува? Да. А што ви бараат децата најчесто? Сака да ја. Сака да јадат? Некојаш само си мислам што да им дадам. Тетката. Не. Не. Добро, саде. Вака е постојано, секој ден, секој миг, од станување до легнување. Да. Депресивна, агресивна. Ево што му. Мама, ајде дома. Дома. Вако. Тоа е добро. Халима потекнува од Средно Којнаре, мажена е во Цветова, моментално живее во Драчево. Во куќа направена од група хумани граѓани кои нажалени од состојбата на ова семејство со болно дете, одлучиле барем малку да им го улеснат животот преку комодитети и поубави услови за живот. За жал, кога би можеле да бираат, сигурно од сите материјални удобства на овој свет би одбрале здравје за себе и поколението. Но Бог очигледно имал друг план. Од 5 деца едно девојче е болно, а за несреќа и не знаат како да се борат против болеста бидејќи живеат со несигурен приход кој сопругот на Халима го носи доколку го викнат на работа. Ја девојка сум у Средно Којнаре, мажена сум за Цветово, од Цветово, ама како сум мажена тука, овдека живееме. Ке свекрот ми сега како 2 години дојде на сум овдека со децата, со мажот ми. А народот хуманитарна ни направија куќа. Заради Зошто девојче. хуманитарна? Сама не можевте ли сами? Не можеме со една плата, не можеме ништо да направиме. Час работи, час не. Кога ќе го фатат, што ти викам, преска проблемот, не можеше ни да работи. Има здравствен проблем, Да, поради кој што не може премногу физичка работа да работи. да. Прави. Туку едни босанци ние за што епилепсија што бега и за неа ја направи овако. Бидејќи имате болна сестричка, ја направија за да ви биде поубаво живењето. Да. Но зошто нема кваки на прозорците? Нема рачки на прозорците? Дека отвора и бега. Сестра ви Ако бега. има кваки, отвори ноќ може да бега. Еден ден квака имаше на прозор, избегала, беше у Драчево. Навечер? Да. У 2 кога спиме. Сите вие сте спијали. Како ја најдовте? И баравме со кога. Ја баравте. Да. Како девојка, знаеш, све нормално. Јас бев помалека од сестрите. Сите беа постари од мене, ја бев помалека. Ам сега како сум жив, тука, со децата, с повеќе проблеми имам со девојчето. Имате 5 деца. Да, 5 деца имам, Најголемото колку години има? 13 години. А не малото? Два, најмалото 5 години, 4 во петата. 5. Да, Меѓутоа, едно од девојчињата има здравствен проблем. да. Што тоа. ви се случува неа? Па, како да ти кажам, кога имаше на година и нешто, та имаше напади имаше. Кога ја однесоме по доктори, викат епилепсија. Кога ја фата нападете, очите во плафон, и не знае се, 5 минути мислиме дека е мртва.
Ни збореше, ни говореше ништо. После 2-3 години го врати говорот. И сега нервоза многу. Не можеме ни да ја смириме ни со лекови, ни со ништо. Ни бега, со полиција сум нон-стоп. Пријава имам ке ним, ја знаат, ја сликаат. Со неа проблем, со другите деца, нормално се се, ама со неа многу мака има. Таа не знае да се врати назад. Напред, само го гледа потот напред, назад не знае да се враќа. Тогаш сигурно ви е најтешко кога... Која не можам да ја најдам, не знам што правам. Дечината плачат, ја плачам. Мажот ми не може од работа да дојде да ја најде. Не знам што ќе правам. Ако не ја најдам, вика некој полиција ќе ти ја земе, социјала ќе ти ја земе. Ја во стрес, понекогаш ќе ме фати стресот, не знам што правам. Не знам што да правам, повеќе од неа, многу, за неа многу пат. Кога ќе се помажат другите, кој ќе ми ја чува? Никој. Ја. Тешко живееме дека ни бега сестра ни со епилепсија, црквата Студеничане, Бајота. Таму бега? Да. А потоа кога вие ја барате, нели, за да некој не ја повреди, за да не ја згазне некој автомобил, секојдневно го прави тоа? Да. Секојдневно одите да ја Ако барате? види капија отворена, одма ќе избега. Така. И тоа го прави веќе многу често? Да. Секој ден? Супругот е одсутен почесто? Да, повеќе осутен, отколку со мене повеќе. Овие децата кога се на школа ќе дојдат, сега распото дома се. И така. Но мора да оди на работа за да донесе за леп. Да, мора да оди, мора. Ако не оди, ќе останеме без леп. Од трето ми заврши сега, 10 години што се вика. Приходот за трето дете? Да, приходот за трето дете ми заврши, сега на јуни. Ви го прекина и додатокот што го земате за Да, девојчето? ми го прекина за девојчето, ми го прекина. Но све во ред беа до 2022, све ми беше во ред. Ама кога ми ги укина, од 3 месец 2022, ми ги укина. Чека да ми дојде, нема, чека да ми дојде, нема. Беше мажот ми му рекле треба да се враќа. Ја одам на одмор до таја што ги работи документите. Треба да го враќате приходот што сте го земали? Да, требаше да го враќам. Зошто? Па зошто не сум била редовна требаше во март да се предат, ја не можев со март со девојчето се западе за описувањето, па после со дечината, после во јуни ги предадој документите, тие направиле во септембар. И од тогаш немам никакво применение за неа. Ми ги откажаа. Ја повеќе трпение имам, мај мажот ми ќе оди на работа со една мислење, а ја одека со 5 мислења сум. 5. Ал куќата да ја чувам, а надвор да ја чувам, неа, ќе оди. Под клуч сам нон-стоп. Бравата ги тргам за да не излезам. Ако излезам долу да ги викнам дечината кога се ке баба, ке свекрва ми, ке затворам вратата, бравите ги забравам, таа од брава право горе. Од озгора право драча. Ама за малку еднаш ја згазија. Едни дојде познативе народ, што дојде, за малку ја згазна, за малку и дојде викат. Девојчето за малку ти беше мртво. Кога ни бегаш. Така татко ми нема пари 3 дена на работа, 10 дена дома сиди. Нема работа. Нема стална работа. Да. Со тие пари за тие 3 дена што ќе ги заработи, што може да ви земе? Што ви купува? Храна. Тие средства колку се? Што ви не ги добивате веќе? Па веќе од 3 месец 2022 до сега. Повеќе од година и нешто. Година и нешто. Година и 16 месеци толку доаѓаат. Многу ви значат тие средства? Многу ми значат. Со една плата не може да стигнеш ништо. Народ, носим се заблагодаруваме за народот што од една соба дојдов во 3 соби. Последниве 2 години барем тоа гајле не го мислите? Не го мислев на гајлето тоа. Тоа повеќе не го мислев. Ви се жалија поради Да, ми проблемите? се жалија заради девојчето, од странство, мајка ми стран, кујната ми имаше, плакарот, каучите, ресторан што е Каршинами, ке Магда, ке што живее. Многу народ ми помогна.
Сиот живот на оваа сирота мајка од станување до легнување е поврзан со помислата за да му помогне на своето дете. За неа вели и со голи раце би купала само да ја го донесе тоа што го бара за јадење. 2 пати сакала да ја однесе на испитување и лекување во странство, но безуспешно. Затоа сонот е да ја однесе макар на испитување во некоја приватна клиника за да точно ја одредат дијагнозата и да ја дадат насоки за понатамошно лекување, зашто вака има чести напади, вели таа, бега од дома и стравува дека некој може да ја повреди. И да го немаш тоа, мора да се познаемиш, па да ја најдеш, па да го донесеш. Ако го немаш тоа, ќе те гризи земјата од неа. Ако не го немаш во тој момент да го најдеш. Порано чоколади, ќе најдеш чоколади, ако немаш, ќе одиш ќе посајмеш, ќе сакаш по продавници на пишење. И тоа го правевте само да биде среќна. Само да биде среќна, само да биде задоволна. За да не се смири, за да не биде нервозна. Ви прави проблеми, ги крши стаклата, има агресија во неа. Да, ни хиперактивна. Да, ни крши. 2 пати дека како ги права. Ама џабе го. Сега празни, сака тоа, сакам патика мајко, сакам пантоли мајко. Од кој да се наплата, не можеш ништо да стигнеш. Али јадењето, али ним да ги обличаш. Плаче дека сестра ми е тепа. Со епилепсија. Дека не ја пушта надвор? Да. Но сигурно и И затоа се крши. Но сигурно и затоа што понекогаш можеби не истигнуваат пари да ви купи храна. Да. Да, и се случува и тоа. Да. Докторите што велат за нејзиниот случај? Ништо. Ја порано сакам терапија нешто да видиме по странство. Пред 7 години кине се 2 пати на граница. Ме вратија македонската. Заради неа да се потрудам. Бех трудна со ова девојчето со Ениса. 2 пати се потрудив да одам за неа, да излечам таму странството, лечи. И ќе ја направи ќе ја догне како што треба, како нормално. Ама ме вратија 2 пати. Зашто не сум немала пари премногу со мене. Другиот па што не сум немала таму некој да ти даде потврда од таму да имаш. А каде тргнавте? Во Германија тргнав. Да. После нема начин ни чари веќе. 2 пати кога ќе те врата парите толку се истрошија. Те карти, те пасоши вадахме тогаш се. Ја посакува псијатор да лежи, да ја чува таму. Мене срцето не ми дава да ја пушта. Че до мило. Но сигурно може да ја откријат вистинската дијагноза и да ја помогнат. Па да, така ми рекоа да лечиме, да видиме што ќе направам, ама мене ми е страх. Немам начин, немам реч. Финансиски проблеми тука. А треба би сакал уште таму, срцето ми пушти уште таму да проверам, све ќе ми кажа таму. Каде во Македонија? Да, приватната, или ке Жан Митров, или ке другите. Во приватните. Систина, било каде. Сте прашале колку чини тој преглед и лечение? Сме прашале, некој вика 200 евра, само да те праша. 100 евра, само да те праша, да ја прегледа 200-300 евра. Имат мака, ево е малеко на дете, не го трпи. Ке го земе, ке го рамне, ке го гушне, на глава ке го мириса, тој не може да истрпи. Ке се тргне, таа пак во него. А многу помош ми девојчето постаро ми помага, која ќе рече, мамира, земај го, нешто да работам, така ќе си ја земе, ќе си ја фати, ќе седне до неја, ќе се смири. Нема ништо да направи проблеми. Годините одат, таа се повеќе, што повеќе расте, таа повеќе има проблеми. Повеќе стрес, повеќе нервоза. А повеќе имам, ме удря, ме тепа. Дете но малеко но го удира. Не го чува тука да седи, го брка ке баба му да оди. Голем стрес имам со неа. Сакам моточак, сакам мајкова, сакам она. Телефони ниедно нема. Еве јас и мажот ми немаме. Некој да ни се јави или да не контактира, немаме. Родителеве, понеделја дена, ако се јават ке свекрот ми, не можам да ги слушам. Све имаат точак, ја им барам, тие не даваат. Кој? Другарчињата? Да. А мама и тато не ти купила точак до сега? Само еден на ми се скрши. Би сакала да ја заздравам девојчето, народ некој ако успе, некој хуманитарна.
да ми помогне и децата да израснат и да бидат најадени, напијани, променати, сменати што се вика, оздравени. Тетка Магда ми помогна, ми се докажа. Фала, многу благодарам на тетка Магда, што ве викна да ми помогнете, ако успеете некако. Многу ми е тешко. Мејко сакам ова, ја кај ќе најдам. Ако имам, ќе ми турам, ако немам, ќе одам, ќе сукревам и ќе ја дадам толку. Ги праќате и таму? Тие сами ќе одат. Да дат нема, ти ќе одат. Губитоците, болестите на драги луѓе се составен дел од животот. Секогаш ништо губиме, емоциите, драгите луѓе, здравјето, но мора да престанеме да плачеме и да се жалиме и да се вратиме назад на патоказот на животот, да започнеме од почеток и да запомниме, се додека дишиме, немаме право да се откажеме од себе и од борбата да им помогнеме на блиските луѓе. Со екипата на Срце на дланка удиме кај уште едно семејство кое што многу тешко живе. Удамна се обидуваа да го стават своето срце на дланка, меѓутоа немаа храброст да го кажат тоа јавно. Затоа денес по собраната храброст се соочуваат со јавноста и бараат помош од нас. Топлината на огништето е гнездо на душата. Нема човек кој не би посакал сложно и хармонично семејство. Можеби таа слуга и хармонија во семејството на Диме Весков од Маđари ќе траела многу подолго, да не починал млад неговиот татко и да не бил изигран околу имотните односи со семејниот стан, ќе каже тој. Како дете учел во училиште за деца со посебни потреби, иако и тогаш и денес тој се чувствува нормално како и сите останати. Можеби од револт тој не завршува комплетно ниту основно училиште, па принуден е сиот живот да се снаоѓа за работа за да преживее. Нестабилниот живот ќе направа Диме и никогаш да не се ожени. Пред околу една деценија сепак започнуваат најтешките денови за овој кутар човек. Откако, како што тврди тој, потпишува дека се откажува од станот во интерес на неговиот брат, еден ден тој веќе нема огниште и со месеци е принуден да спие во приватен автобус на автобуска станица, а потоа во колиба направена од некој претходен самец да се всели и следните години да ги мине во неа. Гладен, неизбањат, неиспран, без надежи и без цели. А единствено друштво со кое си прави муабет во денот и нокта се стоурците и змиите. Сепак луѓето со човечност во срцето нема да дозволат овој 53 годишен човек да умре заборавен од сите. Па секој ден тие му закачуваат кеси со храна и вода и го подсетуваат дека светот и не е така црн. Само една работа ќе го направат Диме среќен, да добива редовна храна, да има каде да се избања и да има облека за да ја помине годината. Преку треви и трња дојдовме приближно до шупата во која што живее Диме Весков, човек кој што одамна ја знаеме неговата ситуација, меѓутоа не можевме да дојдеме до контакт. Веќе конечно пристигнавме и денеска сакаме да ве запознаеме како живее тешко со змии, со глувци во импровизирана шупа. Здраво, Добар ден. добар ден. Оливера, Срце на дланка. Јас се викам Диме. Сигурно не знаете за нашиот проект со оглед на условите во кои живеете. Немате струја, Не, ништо. телевизија, како Немам изгледа не телевизија. знаете. Не видам. Не сте гледале со години. Не. Што ви се случува во животот? Како дојдовте? Ми кажаа дека живеете бездомно, односно во импровизирана куќа, шупа. Па имав ја прво стан, ама брат ми го продаде и требаше да живеам со него, ама рече ке не чува, ама џабе. Од каде сте? Од каде ви потекувате? Не, од Ченто, Сингелич? да, од таму. Од тука, ова е патеката по Да, која може потека да да, отидеме. да. Само Веројатно па- нема да паднеме, а? Ти треба да се пазиш. Да не се лизнете. Тебе ти се случило ли да паднеш? Да, с некого има, да. Сникове има. Да, вака не. И некош и вака, ама Во кич какви услови живееш, Тони? па да ти кажам право никако. Во ова шупа тука спијам. Во шупава спијам тука со глупци и со змии. Со глувци и со змии? Да. Тони, или се плашиш? Нели? Не, не. Ги ранам јас со нив живеам. Добре. Да. 7 години скоро тука. А како работиш ли некаде? Приватно. Кај ќе ме викнат? Под дрва сечење со секи раз. 250 денари кубик дрва. Но Сечеме, да. тоа го немаш како врска секој ден.
Го нема, да. Во нема. деновите кога не остваруваш приход, како добиваш храна? Па од луѓе барам храна од вака од пријатели. Не се срамиш? Не. Маката те натерала тоа да го Да, работиш, да. тоа да го правиш. Не е срамота да бараш. Негаш камиончите ми даваат овие, ми остават на жица, ми на ограда тука. Вака негаш шишња вода ми остават негаш тука. И од нив живеам негаш од другари вака манаци. Ти помогна така Долги не. години немаше ниту документи, лична карта, Ништо, извод. ништо. Ми извади еден дечко Маријан се вика тој у градски работи, он ми ги извади све. Документите и изводи и лична карта све. Од утре веќе да се пријавиш за социјална помош, Да. Ама треба да ја заверам книжката, најважно ми. книжката да ја Да, завериш. да речи. Ако немам книжка џабе не може да се Кога речи. ќе се разболиш, како се лечиш? Никако. До сега не сум се разборил, фала Богу. Господ те чува. Да. Да. Најважно. Меѓутоа немаш забе Нема, да. Ниједен зав нема. и веројатно тоа ти е дополнителна мака. Не можеш да јадеш, не можеш ништо. Сигурно би бил Да. присреќен да Да имам, да. ги направиш Да. забите. Да. Ова е Ова е- шубата ова е или колиба. твојот замок, колибата. Као куќа. Куќа. Сам ли Куќа, ја да. правеше или постоеше ова? Не, постоеш. Постоеш. Прво бил еден гада, друг па тој починал, тој Драги се викал. И после јас Кој ти ја каже за оваа градба? луѓе пријатели. Видиш натрима глувци? Да, да, тука спијам, Јас би се плашала искрено. тука спијам, тука јадам, тука све. Тука спиеш, тука Да. јадеш, во темница. Да. Кога е Со- зима? Со свеќи. Кога е зима, се покривам со кевиња, спијам да не ми е ладно и така. Не знаеш што е грејење, Не. а одржување хигиена? Хигиена, само у буре се бањам, кога грее сонце, зимно време не се бања. Не може да се избања. Некојаш, ако начекам негде да ме викнат некој да се избањаш, и некој вака нема да се пушти никој. Да. Нема грејење, нема ништо. Си бил ли без храна, то не? Сум бил, да. И по 2 дена без храна. И по 2 дена? Да. Тогаш како поминуваш со тие Никако. Со- Се снаоѓаш, бараш. стомак? Па сега крикери, не крикери, тоа мора да издржиш. Ова е дел од просторот. Да, кај каде што си садам патижан, пиперки, кромиче А некој кој си ви ги садам. дава коренчињата за Па од пазарче. пазар? Овие што продаваат Да пазарджиите. ми орав, орав? Ореви, да, има ореви, има дуња, има јабуки. Веројатно кога ќе бидат Оревите и Стасани. некош од нив живеам, да. Ги продавам и да прехранам, да се прехраним. Ако не се они, не можеш ни зимоска да едеш. сигурно имаш безброј желби. На која би ти била најголемата? Желата да имам да јадам и да се избањам. Најголемата желата ми. И облека да имам, тоа. Кога би имал некоја посериозна работа од која што би Би вадил работ, месечен приход? би работ, Би работ. би работ, да. Да има редовна плата, би работ, секогаш. Да. Не ја бирам работата никогаш. Што ќе ми дадат тоа ќе работам. Диме Весков е роден во Скопје, а половина живот минал во населбата Сингелич во Газибава. Можеби првата и кардинална грешка уште на почетокот на неговото образование ја прават неговите родители кога од нормално го запишуваат во специјално училиште и го оставаат во дом за деца без родители. Сепак уште многу млад, работи физичка работа и се прехранува, вели тој. Нестабилната работа ќе направа тој никогаш да не се ожени, а очигледно и најголемата грешка ја прави денот, тврди тој кога по жилба на мајка му се потпишува дека се откажува од делот од станот во интерес на идниот брат, со што сам се потпишува судбина на бездомник и човек без никаква иднина. Вие сте од Скопје. Да, од Газибава општината Водине. Кога се родивте, како живеевте како дете и како ви течеше живот? Сиромашно. Да, татко ми со една плата работеше, мајка ми не работеше, домакинка беше. Имате роднини, браќа? Имам, да. Ама никој не ти помага, чао. Не ве гледаат? Не, никој. Да, си иземаше татко ми плата, ни купуваше све и свршта, ама сега почина тоа е. И сестра ми почина од исто трак и искапуваше новата. Дона имаше дупка од, знаеш, изгорена беше од катран целата. И еден комшија исто почина тоа, само ја останав. Од тука што ми прсна малце. А што се случило со катранот? Кај Па ве која правила зградата, кога бевме деца уште. Пукна бурата и цела бура врз сестра. Некој комшија тоа што не спаси и така. Да не бил ти комшија, сега сме биле мртви, сите, тројца, 3 деца. Каде одевте во училиште? Како завршивте? Во Солот иднина, бев прво 25 мај школото, прво до второ,
И после ме пратил во Идни на школата. А зошто? За Имавте ли тоа пречки памтам. во развојот поради што учевте во тоа Мој училиште? немав. Разбираш, на наставниците така рекол. И, Имавте револт, чувствувавте поради тоа, бевте се однесувавте така до И осма? после почнав да бегам од школа, веќе, да не учам и ме стави од дом. Почнав да По идам во чие школа. барање бевте во дом? Од родителите. Родителите Да. сака да ве остават во Да, дом? за да можам да идам во школа, од таму, да не терат. Релативно рано го завршувате школата, односно Седмо со седмо деление, оделение. седмо деление, осмо немам заврши. Потоа во со седмо оделение што продолжувате да работите? Ништо, приватно. Све приватно, сете Што конкретно? дрва, копање, бавчи, канализација и вака, канали. Се вративте дома во Сингелец? Да, да, во Сингели, Ве да. примија родителите? Да. 25-6 имав години, така. Што се случи? Па се караше брат ми ностал со нив да го продаде станот, да го продаде станот и 48 или години нешто така нешто беше кога го продадува станот. А овој и мајка ми вика ајде да му потпише на брате, вика и ќе те чува. А он ја излажа мајка ми, го продаде станот на турци и седем некој време таму и после ми избрка со сната, она го препрода на куќата на жена му. И он ја ставија старата у дом и старата почина од дом кумана. Таму. После кога продадава тоа, јас идеов тука. Кога ми избрка Првиот таму. ден кога ви избрка, каде приспавте? У автобус спие. Во автобус. Да. Значи 23 еден автобус имаше горе на автобуска, после на 45-ка. Таму спие може 3 месеци. Не од- ве брка? Не, тој расипан беше. На еден зеко, еден. Овој има камиони таму и после од таму си идеов тука. Ми кажа дека има колева тука, идеов тука. Си ја сожалувате собствената судбина? Се жалите сами од себе си? Не се жалам. Крив сум самиот. Што сум се подпишал таму на брат ми што го продал станот. Да не се подпишав, ќе си го имав Сингели станот од татко ми. Немаше да се продаде, ќе си имав висови се. Сега јас самиот сум се залажал. Не се обвинувате заради тоа? Да, крив сум за тоа, да. Се обвинувам, да. Крив сум. Викам да беше татко ми жив, викам ќе беше поубаво, викам, ама. Зошто? Па немаше да се продаде станот, викам, ќе си живеев во стан. Ќе си Немаше да имав- дозволи Да. да се случат овие Да. работи. Ќе си имав све и соба своја си имав, си спиев. И него со татко ми, со мајка ми супер се живеев. Една деценија Диме живее самнички живот во колиба, во услови недостојни за векот и начинот на кој треба да живееме. Проси за храна, гладува со денови, другарува со инсекти и стаурци, во зима премрзнува, не се бања со месеци, а во лето тоа го прави во бура со загреана вода од сонцето, но сепак си ја признава вината дека сам е ковач на собствената несреќа и се надева дека еден ден некој ќе му помогне да се стави вилици, ќе има храна и облека за да ја помине и зимата и летото, но и ќе го дочека денот да почувствува како изгледа бања и топла вода од туш. Па вака од луѓе бар. Од луѓе, проси. 100 години од луѓе Да, просек. да. Едни дечки тука што работат по ова текстил тука што има, него што идам кај нив ми дава за јадење. Така манџи кога има. Кога јадат они и другиот ден кога станат ми ја дават мене. И така. Може да ви ги покажам и луѓето. Тие што ми давале. Сиот живот така го поминувате. Да. И зимно време немам ни огин тука, ни грејење. Со јамболи и вака се покривам и со кевиње за да се греам и да спијам. Тоа е. Сигурно кога во денот нема да се снајдете со храна и легнувате гладен. Да. Имало Легам, такви да, дена? да. Од 2 дена некојаш немам јаден. Да. Имало и такво време. По тешки време дојдат, имат луѓето фамилија, не можат цел живот да те гледаат. Сега колку морат помагат, кога не може, не може. Не сум имал среќа ни да се оженам, ни ништо и тоа е. Не сте се можели. Да, да сум имал редовна работа, барем ќе си сум оженел, ќе си иде под кирење, дека си имав плата, ама со 7 ден никој не те прима. Немаш кај да одиш. Кога би ви се понудила тони некоја работа која што ќе има сигурно, нели, примање, приход, сигурно вие сте Ќе работоспособен. работам, да. Ќе Би работам. работела, Да. макар и физичка работа. Што бил? Не е бит. Ја не одбивам ништо. Но до вчера немавте ни документи. Нема, да. Ми дојде тој шоферот, тој Маријан од Стајкочанец го викаат, од градски шофер. Живее на Тривки, да. Он се ги дојде преку пријатели. Имал него. Очигледно ве сакаат луѓето, гледам ви помагаат. Да. Ама не стално сега, кога Што ви може. изведе?
Какви документи ви? Изводик и книжка и личната карта. Он ми плати sve. Sve Да on, ги имавте и порано, може би ќе аплициравте за социјално. социјална помош. Сега имам документи. А имате ли право да аплицирате за социјален Не стан? сум прашал, да кажам. Не сум прашал, не сум ни бил там. Да прашам. Колку квадрати и да се сигурни ќе биде подобро од оваа импровизирана шупа во која живеете? Ама не, таму нашето ти викат, иди у Црвен крст во Момин поток, таму да спиеш. Барем тука си чепкам, си садам патлижан, пипер, нешто. Имам мотор, ораси имам тука, многу дрва има ораси, таму има ораси. Некојаш од нив ги продам по 100 денари да се исхранам. Каде ги продавате? До пазар, но Сингиш, центро пазар. Во Сингелец? Да, по 3 кила, по 5 кила. Вадите некој денар? Да, за колку за јадење да исхранам. Ама не знам до кој ќе не држат овие, може и ќе не извргат еден ден, зашто е на першпета ова све навака. И пругите, што се. Јас сум Вие сте меѓу пруги. измеѓу пруги, ова е першпет сладо што е на камионите. Им барав еднаш кога струја, ама не ми дозволи. Немате струја? Нема. Таму водат што го најде бунарот и пумпа има, и си пумпам, вода се бањам у буре, така. Во буре се Да. бањате? Со чапчам, греам на сонце. Ено, имам буриња таму, имам други буриња. А како се перете? Исто на пумпа? Не, некојаш дам на некој, вака, ги му замолувам, знаеш. Ако имам 2-3 пара пармерки или нешто, да ми ги среди мајчки нешто и така. Полуги идам, ги прашам, ги молам. Гледам тука сте ставиле амбулија. Да не ме гледат, некоја шоферите ми носат, ми закачуваат тука за јадење и од нив, од камион живе, взимам јадење, тука ми дава. А велите имате извршители? Да. Врз основа на што сте земале пари и зашто? Пари сум земал од овие што се као... Брзи кредити? Да. Зошто ги земавте? И како ви дозволија кога сте не За други. За други? Да, и после не ги враќат и... И колку имате долг? Од каде знам, многу. Една кредитната карта ми ја снема и пишувале луѓето, стално. Земале во ваше име? Да, во наше име. Викам, па ја не сум земал кредит, па не знам, викам, па ево ти, викам, подпишаме тука. Исто морат да го подпишаме све. Бев во полиција и тие дигате рака, бев на друго место и тие дигате рака. Да ти кажам право, до сега не сум бил болен. Од ништо. Дај Боже, никогаш Само не. да, Само немате завет. здравје нема, тоа е. А како бевте на заболекар да ви ги извадат завет? Па Мишко ми ги извади тој доктор Заваров. Не го познам како пријател, вака се знае. Не. Но немате пари за вилици. Нема, 300 евро викате билиците. И он ги плаќа. Он ги порача, друг му ги прави и му ги носи. Вика, ја можам само да ти ги извадам. Би ви олеснило кога би имале заби за да може да јадете? Да, ама сега нема. Сега манджа само дровење и тоа. Кога немате ниту еден зап? Не, ништо. Кога некоја ординација би се понудила да ви направи бесплатно вилици со оглед на вашата состојба, сигурно би отишла. Дај Боже. Ако може, добро ќе биде. Ќе му кажам фала што да му кажам. Или ќе му издрава сам нешто. Јас сум таков. Нема да му останам должен, ама. Ви е тешко поради вашата судбина. Да. Тешко ми, да. Малку неблагодарно прашање. Плачате ли некогаш? Плачате ли ни? Не. Никогаш не сум пуштил слез. Не сте пуштали и покрај вакви живот? Никога ми умрел некој вака не. Тешко ми, ама не може да пуштам слез, тоа е. Може би треба некогаш да си олесните душата, да се сплачете и да почекате убави работи да ви се случуваат во Дај живот. Боже да ми се устреки нешто, ама нема. Што би ве направило среќен, Тони? При 7 години ваков, осамнички, бездомнички живот. Што би ве направило среќен? Мене? Да имам да јадам највеќе. Да имате храна? Да, и облек. Тоа ми треба. Друго не ми треба ништо да ти кажам. Храна и облек. Да имам да се избањам недега. Од кога не сте бањат во бања како човек? Од каде? Години? Да. Него се бањам тука, со ова ти кажам. Вака. Топлам водата и тоа. Да, зимно време 6 месеци не сум се бањал. А летно време, летно се бањаш туку бурек. Се стопли вода, сонцето ќе се избањаш со чапче од шише кисечам и се бањам. Се снауѓате. Да, што да правам? Друго, тоа е. Што е за вас најголема среќа? Среќа. Да ти кажам, што да имам храна, јадење, да се избањам, да идам. Негде га разбереш, тоа ми е најубаво. Да се исперам.
Тоа мене ми е жело, друго не ми треба ништо. Хигиената е пола здравје. Ако имаш каде да се избањаш, тоа е најважното. Ако не се бањаш, не се средуваш, ќе се разболиш. Почнеш, тоа е тоа. Кога ќе паднеме, некои луѓе ни се подсмеваат. Веројатно мислат дека тоа нив не може да им се случи. Некои луѓе пак ќе не наблюдуваат оддалечено и ќе се ги тријат рацете мислејќи дека имаат помалку конкуренција за да успеат. Но кога ќе паднеме, не треба долго да лежиме на земја. Доволно е да лежиме колку да се присобереме и да направиме стратегија што понатамо. А луѓето нека се радуваат и нека зборуваат што сакаат. Сето тоа е ветер во грб кој ни помогнал, кој не зајакнал и кој не препородил. За самиот крај имам еден предлог до вас. Ајде наредните 24 часа да се обидеме да не размислуваме негативно, да не кажеме ниту еден негативен збор и да не правиме негативни дела. Ќе забележиме дека само за едно денонокие ќе бидеме навистина подобри и ќе започне промена да се случи во нашиот живот. Ако тоа го практикуваме наредниот период и следните периоди, тогаш ќе видиме како ќе почнеме да се менуваме на подобро. Можеме да го смениме и животот на двете семејства кои предмалку го ставија своето срце на дланка. Ајде да им помогнеме и да започнат нова страница во нивниот живот, да запишат една нова животна приказна, да им помогнеме, затоа што нашето малку некому може да значи се. Најголема желба на секој родител е здраво и среќно поколение. Од 5 деца, за жал, Халима има една голема болка со која легнува и се буди. Болеста на една од незините ќерки. Таа од мала имала напади од епилепсија при кои родителите не знаеле дали е живо или мртво детето, а подоцна станува хиперактивна, агресивна и често бега од дома, а потоа не знае да се врати назад. Хумана група на граѓани од жал за состојбата на ова семејство пред 2 години им градат куќа зашто претходно живееле во една соба. Поради специфичната ситуација на детето, Халима не смее да се вработи. Живеат од несигурна работа на сопругот кој носи приход колку да се прехранат половина од месецот. Најтешка е помисната за еднината, што ќе биде со незината болна ќерка откако нив ќе ги нема. Затоа, освен што посакува да им обезбеди убав живот на своите деца и да имаат се што ќе посакаат, таа има и една најголема желба да пронајде средства за да може да ја открие дијагнозата на болната ќерка, за да може да и се смират нападите и таа да биде како другите деца. Топлината на огништето е гнездо на душата. Нема човек кој не би посакал сложно и хармонично семејство. Може би таа слуга и хармонија во семејството на Диме Весков од Маџари ке траела многу подолго, да не починал млад неговиот татко и да не бил изигран околу имотните односи со семејниот стан, ке каже тој. Како дете учел во училиште за деца со посебни потреби, иако и тогаш и денес тој се чувствува нормално како и сите останати. Може би од револт тој не завршува комплетно ниту основно училиште, па принуден е сиот живот да се снаоѓа за работа за да преживее. Нестабилниот живот ке направа Диме и никогаш да не се ожени. Пред околу една деценија сепак започнуваат најтешките денови за овој кутар човек. Откако, како што тврди тој, потпишува дека се откажува од станот во интерес на неговиот брат, еден ден тој веќе нема огниште и со месеци е принуден да спие во приватен автобус на автобуска станица, а потоа во колиба направена од некој претходен самец да се всели и следните години да ги мине во неа. Гладен, неизбањат, неиспран, без надежи и без цели. А единствено друштво со кое си прави муабет во денот и ноќта се стоурците и змиите. Сепак луѓето со човечност во срцето нема да дозволат овој 53 годишен човек да умре заборавен од сите. Па секој ден тие му закачуваат кеси со храна и вода и го потсетуваат дека светот и не е така црн. Само една работа ќе го направат Диме среќен, да добива редовна храна, да има каде да се избања и да има облека за да ја помине годината.